помладата генерација, млада или возрастна, зборуваме за кошарка, јасно е дека кошарката е еден од омилените спортови на македонците. За жал, ова време не ни е баш во најсјајно руво, меѓутоа, нели, очекуваме повторно да ни заживее како што треба, а овој резултат на Средното училиште на град Скопје, гимназијата Никола Карев, ќе ни даде мала доза на надеж дека едноставно кошарката може повторно да се вивне, македонската. Карло Димевски, Амар Грбовиќ, Жарко Терзиевски заедно со Венцислав Рангелов, професорот по спорт, се гости ова утро, а причината е освената бронза на средношколските игри кои што се одржаа на Златибор. Дали коректно го погодивме името на настанот? Добро утро, професоре, ќе почнеме со вас да им ја разбиеме тремата на учениците. Како првенство за средни училишта до 18 години. И во исто време на Златибор се одржуваше и Олимпијада за помлади од 15 години во 23 спорта. Имаше преку 5-6 илјади надпреварувачи во разни спорти. Од кои делови на светот, ќе кажеме, беа присутни и колку тежи овој резултат? Сега за кошарка, да кажем, пред 2 години првото европско првенство за средни училиште се одржа во Скопје и тогаш го освоивме првото место. И сега отидовме со цел да го одбраниме тоа прво место. Не успеавме во тоа, освоивме трето место и сепак сметам дека е голем успех. Иначе на надпреварите учествуваа екипи од Чешка, Словачка, од Србија имаше 2 екипи, Република Српска, Црна Гора, некога како заборавам. И само уште ова да кажам, значи таму се надпреваравме како представник од Македонија. Гимназијата Никола Карев имаше право уствари се пријави да учествува, но не беа само ученици од Никола Карев. Јас како професор гледав што поквалитетни, најдобрите деца да можат да отидат таму за достојно да ја презентираме нашата држава. Добро, се разбира. Интересот е заемен. Јована, да, имаш некој прашање за... сега, да, ќе ги вклучиме Карло Димевски, до него е Жарко Терзиевски и Амар Грбовиќ е на крајот. Како вие го доживеавте надпреварувањето, со оглед на тоа дека верувам дека отидовте подготвени, но и подготвени со кого се ќе се сретнете? Пак може еве вака сите еден по еден, колку сте задоволни од резултатот? Па ние отидовме таму да го освоиме првото место, нели? Но имавме тешки надпревари со Република Српска и Романија. Секако ги тепавме двата тима на Србија, што не беше баш толку лесно. И мислам дека и трето место е успех. Се разбира дека е. Секој резултат е успех, ако го дадете максимумот од вас, практично треба да се бара на оваа возраст да бидете подобри од себе со секој нареден надпревар. Да ги слушнеме, Жарко? Да. А исто, мислам дека отидовме таму да земеме прво место. Не успеавме, не бевме доволно играни, ама и тоа е цел. Амар? Па ние пред 2 години со Карло игравме во Скопје. Го освоивме првото место и сакавме да ја одбраниме титулата. И не успеавме, освоивме бронза. Кога ќе се сретнете со другиве тимови, што е она што ве воодушевува кај нив, што сметате дека кај вас недостасува? На што треба да работите? Верувам дека веќе знаете и сте зборували со тренерот и... Па другите тимови беа доста играни, за разлика од нас, бидејќи имавме само некоја 2 недели подготовки, ради обврски со клубови, школа и така натаму. Така мислам дека да бевме поише подолго време заедно. Подолго време заедно би имале поголем успех. Добро, тешко или лесно е во комбиниран состав да се игра, да се настапува со некого на вака битни надпревари за вас, за вашата возраст и за она што го представувате? На почеток да, ама кога ќе се уиграме више многу полесно стана и на пример во хотел кога се дружиме полесно е да се игра заедно. Што е пресудно за победа, Амар, тимската игра? Тимскиот дух, тимската игра. Дефинитивно. Се постигнува лесно или тешко? Па овој пат беше лесно, не знам. Лесно се склопив. Тренер, се извинувам. Професоре, да. Професоре, да, верувам дека отидовте со една цел, се вративте со друга и верувам дека поразговаравте, требавте да го охрабрите тимот, дека треба да се продолжи понатаму. Што е она што прво го кажавте за да не се откажувате, за да продолжат по патот кој е нивниот пат кој што сака да освојуваат титули, награди и така натаму. И понатаму во следните конкуренции или по завршувањето на средното училиште?
Па добро, јас најпрво само да кажам нешто дека они како поединци се по моје мислење најдобри во Македонија. Ама многу тешко е за неколку тренинга да ги направиш екипа да бидат. Ни требаше 2 дена или 4 надпревари да сватат и они сами дека се екипа. И во надпреварот со Румунија кој го изгубивме 2-3 разлика, тогаш во четвртата четвртина ја ми се сватија дека се екипа и утредента требаше да играме за трето место и јас бев сигурен дека ќе победиме затоа што покажа дека можат да играат заедно. Тоа ни фали малце повеќе да беа заедно. Можеше и поголем резултат, но сепак и ово е голем успех. Иначе за понатаму еве убаво е да видат како е да се освои медал. Се надевам дека тоа чувство ќе го осетат и кога ќе се надпреваруваат во националните селекции. Таму ќе има што да кажа дека освоиле медалја, се надевам дека ќе донесат медал и во националните надпреварувања. За да ја представуваме државата, за да ја представуваме нашата земја во меѓународни рамки, потребни ни се некои предуслови да бидат исполнети. Колку го препознаваме овој момент, овие игри или ова европско првенство за средношколци, колку имавте поддршка од институциите, како Македонија се однесува кон своите спортски надежи? Вака кога почнува годината, секогаш од Федерација за училишен спорт, сите училишта добиваат кои се меѓународни надпревари има. И може секој слободно да се пријави. Календар, распоред на, да. Распоред за било кои спортови. Карев во претходниве 5-6 години секогаш се пријавува за кошарка и одиме со екипите, дали Олимпијада 3x3 или кошарка светска, еве 2 европски. Така да секој кој сака, еве во Србија имаше 2 екипи да каже. Можат и по 2 екипи да идат, доколку има интерес за одредена школа да учествува. Инаку најголема поддршка и немаше да отидеме ние на ова европско првенство. Најголема поддршка имавме од Министерството за спорт, од Федерацијата за училишен спорт и јас секако со деца од директорот на гимназијата Никола. Кој што исто така е спортист по вокација, нели, да. Ќе го поздравиме директорот. Професоре, какви се условите тука да градиме спорт меѓу најмладите? Сведоци сме, особено на кошарката, бидејќи ваш фах е кошарката, нели? Сведоци сме, вака жаргонски кажано, сведоци сме дека во најразвиената кошаркарски земја, Соединетите американски држави, средношколскиот и универзитетскиот систем е силен систем на надпреварување. Колку кај нас тоа се негува? Добро, кај нас важат некои други постулати, нели, има школи, приватни, вакви, такви клубовите имаат или немаат помладок и слично. Колку ние сме свесни за тоа што го имаме и колку го чуваме и го негуваме од најмлада возраст? Не знам, преку системот за надпреварување што е организиран од Федерација за училишен спорт, офатени се доста деца во сите спортови, во екипниве спортови. Има општински, регионални и државни надпревари. Претежно се тоа деца што тренираат по клубовите. За разлика од Америка, кај што се тренираат, нели, во коледжите. И хајскул, средношколската и кошарка таму е на екстремно високо ниво. Посебно си имаат професори, Програми, да, посебно тренери. Дека кај нас професорите се и тренери, тражиме играчи да направиме екипа. Далеко сме многу ние од тоа. Мислам дека воопшто интересот за спорт кај младинава, кај децата е многу опаднат. Ако во едно училиште од 1100 деца само 100 тренираат некој спорт, Зборуваме земено вкупно, во сите спортови помалку од 10% се, било кој да. спорт. Еве, ние сме правили анкети кај нас, сигурно и другите школи, повеќе од 10% не тренираат. На што се должи тоа? Не знам, на модерен живот, на телефони, на се должи на тоа што порано каде бевме? Пред зграда, на игралиште. Епа. Каде сте вие тројца? Каде сте вие тројца? Јас тоа сакам да кажам. Вие сте на игралиште, така Добро, вие тука 100% сте, 100% сте, значи максимален учинок имате. Но и бе вашите врсници.
телефони. така. Да, телефоните, да, главното внимание е таму, да. Добро, сакав на крајот веќе од разговорот да ве прашам, утринава ја почнавме емисијата со Лейкерс и со Лука Дончич. Со колегата 95-94-31 со колегата Бранко. победа на Лейкерс против Минесота, 1-1 Добро. во плейоф соочувањето со Тимберволс, да. Нема да ве прашам дали ја знаете песната за Лука Дончич, ама ќе ве прашам дали е тој вашиот идол или кој е вашиот идол? Ја да почнам? Многу слободно. Па мој идол по кошарка е пример Стеф Кари, дека играме слична позиција. Сега се надевам не можам да стигнам на негово ниво, ама може нешто слично да Ни помалку не Ископирам повеќе. се, да. Добро, Така, добро, ќе- одлично. Добро, Само на Ајде, врвот. чекај, атакувајте Жарко, на да го врвот. чуеме. Карлик Джонс, тој е играч на Партизан сезонава. Знаем. Јас најавам за Партизан. Браво, Жарко. Исто. Браво. Добар Сега- играч. Зимам модел од него, да имам пробам. Добро, добар модел. Мене ми е Леброн Джеймс од мами. И тоа е Леброн Джеймс од мал или ти од мал го сакаш? браво, Амар. Карло, Жарко, Амар, благодарам. Професор е исто така. благодарам. Посебно внимание за професорот. Особено Така, да, внимание. ви благодарам што одвоивте време и сте тука да бидете пример за вашата генерација, каде да го поминуваат времето. А вам, професоре, веројатно ви е полесно вака со младина која што точно знае што сака, како сака. И лесно е веројатно да се даде ветрот во грб. Се надам дека ќе потикнете да се зголеми бројот. Така е, мене ми беше задоволство е да работам со овие деца, да одржим неколку тренинзи и да учествуваме на ова европско првенство. Се надам дека ќе имате уште многу прилики заедно. И И ќе јас се надам. освојувате титули пак. Повторно жаргонски, дечки, благодариме што утро останавте рано и покрај тоа што не сте на училиште, така? Не губите од час. Сте, значи линкот од YouTube па оправдание. Значи, денеска јас и ти напишавме оправдание. Добро, да.